Со Мицкоски како премиер, трошоците за живот растат, реалната плата се намалува, а животниот стандард на граѓаните опаѓа. 3 месеци поред се намалува реалната нето плата. 2 месеца поред се намалува номиналната нето плата. Во мај 2025 година просечната плата била 45.796 денари, а во јули 45.276 денари. Тоа, почитувани, значи 520 денари пониска плата во услови на повисоки цени на основни трошоци. Намалувањето на реална плата значи дека стандардот на граѓаните опаѓа и значи дека сиромаштијата расте. Синдикалната минимална кошничка за 4-члено семејство веќе надмина над 65.000 денари месечно. Граѓаните со својата плата купуваат се помалку, бидејќи цените растат, а примањата опаѓаат. Едно просечно домаќинство не може да ги покрие основните трошоци за храна, за сметки, за превоз и за лекови. Ваквиот пат на стандардот е директна последица на неспособноста на владата на Мицкоски и промашените економски политики. Ова е влада која воопшто не се грижи за граѓаните и мисли само на својот луксус. Додека граѓаните едва и врзуваат крај со крај, владата на Мицкоски троши 180.000 евра за бадеми и лешници, сада сама, почитувани, ќе продолжи да се бори за граѓаните, да предлага мерки и закони за раст на платите, за намалување на трошоците за живот и повисок животен стандард.